Амбасадорот на Италија Андреа Силвестри денеска ја посети општина Куманово. Тој се сретна со градоначалникот Максим Димитриевски, но и представници на училиштата во кои што се изучува италијанскиот јазик. Амбасадорот присуствуваше и на отворањето на изложбата по повод 500 годишнина од смртта на Пиетро Ванучи, односно Ил Перуџино, познат сликар од Ренесансата. This is a traveling exhibition. It has been exhibited. Станува збор за патувачка изложба која веќе беше промовирана во други држави, а ќе биде промовирана и во останатите градови овде. Ова е прв град каде ја промовираме изложбата. Исто така се сретнав со градоначалникот, представници на Советот и со наставниците кои предаваат италијански јазик во училиштата. Разговаравме со градоначалникот за можностите за соработка и продлабочување на истата. На средбата се зборувало за италијанскиот јазик кој се изучува во 5 училишта, 3 основни и 2 средни во Куманово. Една од главните теми била и организацијата на бизнис форум од италијанската амбасада на која ќе се промовира индустриската зона Новини и Речица. Пред пандемијата имав можност да ја посетам областа Венето во Италија, каде што разговарав за можни инвестиции во нашата индустријска развојна зона. Тогаш покажаа голем интерес, но за жал по случувањето што се случија претежно во Италија во време на корона кризата, каде што беше погоден директно многу сериозно и овој регион, а исто така и нашиот регион и Куманово, не продолжија тие контакти, но ете сега најава повторно да се продолбочат таквите контакти, а амбасадорот потенцираше дека Република Италија е еден од најголемите инвеститори, или можеби втори инвеститор по големина во соседна Србија, додека во Македонија таа се наоѓа на 6-то место по однос на инвестициите и тие би сакале да ја продлабочат соработката и да ги зголемат инвестициите во нашата држава, што секогаш се добре дојдени сите странски, но и домашни инвеститори во нашиот град. Од негова страна ми беше најавено дека во иднина ќе биде организиран бизнис форум во организација на италијанската амбасада за целата држава, каде што се ќе добие покана и општина Куманово да ја презентира својата индустријска развојна зона Новини и Речици за можни инвестиции од потенцијални инвеститори од Република Италија. Дополнително разговаравме и на актуелни политички теми, сето тоа што се случува во државата, ги искажав своите ставови и видувања, а веднаш по состанокот остваривме средба и со сите наставници, професори, професорки, директори на училишта каде што се изучува италијанскиот јазик во основните и средните училишта во нашиот град. Разговаравме и нашата намера е да ја промовираме размената на инвестиција во државата. Знаете дека во минатото имавме инвестиции пред се во чевларството, но убеден сум дека има простор и за понатамошна соработка. Амбасадорот истакна и дека годинава ќе се одбележат 30 години од дипломатските односи од билатералната соработка меѓу Македонија и Италија.